Сдруженијето на приватни електронски медиуми, Медиум Објектив, реагира на можното владино субвенционирање на печатените медиуми во Македонија. Тие немаат ништо против евентуалната финансиска помош за опстојување на дневните весници и информативни неделници, но се прашуваат зошто тогаш се изземаат приватните радија и телевизии. Меѓутоа да бидат исклучени сите други и да има само за печатените медиуми субвенции, тоа не е во ред. Не знам зошто се отстранени сите останати медиуми и дали не придонесуваат повеќе. Бројките кажуваат се и мислам дека доколку се изземат ќе има големо незадоволство кај другите медиумски работници. Димитар Мицев реагира бидејќи трошоците на електронските медиуми се далеко поголеми во однос на печатените, во услови кога пазарот е ист и се помалку средства се издвојуваат за рекламирање од страна на реалниот сектор. А доколку владата смета дека печатените медиуми имаат потреба од дополнителни финанси за да се одржуваат, да не кажам повеќе потреба имаме ние, радијата и телевизиите, затоа што трошоците се далеко поголеми за разлика од нивните трошоци. Владата планира да ги помогне печатените медиуми за опстојување во налетот и развојот на социјалните медиуми, при што одржа дебата за да се изнајдат модели за поддршка. Методологијата која што мораме да ја дефинираме и начинот на кој што ќе се, доколку се одлучи, ќе се даде поддршката, бидејќи оваа влада веднаш на самиот почеток кажа дека нема владени реклами, нема владено рекламирање. Ниту јас, ниту вие верувам не би сакале некој да не доживее дека на овој начин правиме некаква друга форма на поддршка или на било каква некаков обид за влијание или контрола во медиумите. Сдруженијето на печатени медиуми, каде членуваат десетина дневни весници и неделници, бараат годишна државна финансиска поддршка во висина од 1 милион евра, оти се пред затварање. Таа би се вклучила со помош во покривање на половина од трошоците за печатење и дистрибуција на сите печатени медиуми. Исто така, предвидовме и дополнителни 20% за помагање на медиумите на помалите етнички заедници. За дел од новинарите од интернет порталите, државното субвенционирање на печатените медиуми е чиста глупост. Мислам дека ова е убедливо една од најглупите идеи на оваа нова влада, што мислам дека ги прифаќа, веќе така чувствувам. Значи, ние како новинари, јас сум многу разочаран од колегите од пишаните медиуми што бараат ваква работа, бидејќи ние кога треба да го критикуваме ДИК и кога треба да критикуваме сите други што земале од буџетот, тогаш ги критикуваме. Кога треба ние да си земеме, тогаш тоа е ние сладко. Не знам со кое право бараат државата да ги плакила нивните весници кои што се веќе за старен метод на медиум. Во буџетот за идната година според Поповски не се предвидени пари за поддршка на печатените медиуми, но доколку се договорат може да се изнедат со евентуален ребаланс. Приватните телевизии и радија очекуваат владата да го слушне и нивниот глас, оти тие се пред затварање заради немање реклами.